Добро дојдовте во урбаните вести. Градот Скопје работи на решавање на проблемот со загадувањето и во летниот период. Со оваа вест ги започнуваме вестите, останете со нас. Рециклажен центар наместо дива депонија во Карпош. Нови 26 енергетско ефикасни фасади во општина Центар. 1300 семејства ќе одат на бесплатен одмор. Планинарите ќе добијат реконструиран планинарски дом на Водно. Бензините поевтинуваат за 1 денар по литар. Од денеска рециклажниот центар на јавното предпријатие Комунална хигиена започнува да функционира по сите европски стандарди, наместо како дива депонија. Овде отпадот внимателно ќе се селектира и при тоа еден дел ќе се носи во дрисла, а дел ќе се рециклира. Со ова ќе се придонесе и во намалување на загаденоста на воздухот во зимскиот период. Рециклажниот центар на јавното предпријатие Комунална хигиена во општина Карпош од денеска ќе почне да функционира по сите европски стандарди, најави денеска градоначалникот на град Скопје Петра Шилегов. На оваа локација повеќе нема дива депонија. Град Скопје преку јавното предпријатие Комунална хигиена ја расчисти дивата депонија која подолг временски период беше една од причините за загадувањето во овој дел од градот. На ова место од денеска ќе се врши селекција за рециклажа на отпадот. Ова е местото кое заедно со Момин поток беше снимано со дрон од граѓаните. Од денеска на оваа локација наместо дива депонија има рециклажен двор. Во центарот за рециклажа на отпадот ќе се врши селекција на отпадот. Она што може да биде употребено од отпадот да се врати во процесите, а остатокот како отпад ќе се депонира во дрисла. Градоначалникот Шилегов истакна дека град Скопје работи на решавање на проблемот со загадувањето и во летниот период кога никој не ги чувствува последиците од загадениот воздух во Скопје и еден по еден се елиминираат причинителите за загадувањето во градот. Овдека и граѓаните знаат и вие знаете дека всушност се направи една голема дива депонија, преку 1200 кубици на смет, преку 300 тони. Отпад беа овдека, ова се местата на кои што граѓаните, особено до овој дел на градот Карпош, посечуваат дека во текот на зимото се палат и огнови и придонесуваше за загадувањето. Градот Скопје и тогаш кога загадувањето е невидливо, односно не толку актуелно кај граѓаните, работи на отстранување на една по една причините за загадувањето на амбиенталниот воздух и сите кои што навистина мислиме добро за нашиот град треба да бидеме дел од таа борба и за животната средина, меѓутоа и за амбиенталниот воздух. Рециклажниот центар од денеска и официјално ќе почне да функционира на начин на кој што треба да функционира и како што функционира во современите европски градови. Оваа зима во рамките на кампањата пријави оган на отворено на телефонскиот број 193. Најголем дел од пријавите од граѓаните во Карпош се однесуваат токму на оваа депонија што сега е расчистена. Шилегов ги повика граѓаните активно да се вклучат во борбата против загадувањето, да се грижат за хигиената во градот и да се вклучат во сите активности што ќе придонесат за почисто Скопје. Истакна дека проблемот со загадувањето на воздухот се решава само со континуирана и непрекината работа во текот на целата година. Шилегов посочи дека во текот на оваа година сериозно ќе се подобри инфраструктурата на градот и на јавното предпријатие Комунална хигиена, како и поставување контейнери во кои граѓаните ќе можат да го селектираат отпадот. Планинарскиот дом на Водно конечно започна да се реконструира и да се овозможат поволни услови за љубителите на планинарењето. Конечно е решен проблемот со водоснабдувањето на домот и во употреба е пуштен новиот тоалет. Ке се реконструираат кровот и двата ката на домот и домот комплетно ќе биде опремен со цел подобрување на условите. Домот кој се наоѓа на 1060 метри надморска височина почнал да се гради во 1950 година од страна на Планинарскиот сојуз на Македонија. Градот Скопје на барање на планинарите одлучи да го уреди планинарскиот дом на врвот на Водно. Овој планинарски дом
е викенд свратилиште за голем број рекреативци, планинари и спортисти, гордост на градот и едно од омилените места, од кое Скопје може да се види како на дланка. Овој планинарски дом долго време беше оставен на грижа на извесен број ентузијасти од планинарскиот спортски клуб Бистра и други љубители на планинарењето кои се грижеа за одржувањето на овој објект и покрај ограничените услови за негово нормално функционирање. Градот Скопје заедно со градските предпријатија ги обезбедија основните услови за престој во планинарскиот дом. Односно, конечно е решен проблемот со водоснабдувањето на домот и во употреба е пуштен новиот тоалет. Почнати се и активности за урбано уредување на просторот. Поставени се клупи, маси и летниковец, изработен е детски парк, поставени се корпи за отпадоци. Проектот за реконструкција на домот вклучува и комплетна реконструкција на кровот и двата ката и комплетно опремување на домот со цел подобрување на условите. Градоначалникот Петре Шилегов ги повика државните институции и компании со општествена одговорност да се приклучат во реконструкцијата на домот со цел водно да прерасне во спортско-рекреативен и културно-забавен центар. Планинарскиот дом се наоѓа на десетина метри под врвот Крстовар, на планината Водна над Скопје на 1060 метри надморска височина. Од планинарскиот дом се гледа целата панорама на градот Скопје, Скопската котлина, Шар планина и Скопска Црнагора. Домот е оддалечен од градот 1 до 2 часа пешачење. До него може да се пристигне по повеќе пешачки патеки кои доаѓаат од Скопје и водат кон домот. Пристап има и по асфалтен пат од 4,5 километри од градот. На Средноводно има рампа и пристапот е ограничен, но може да се дојде до него и со жичарата која тргнува од Средноводно. Домот почнал да се гради во 1950 година од страна на Планинарскиот сојуз на Македонија, а предаден е во употреба во 1952 година. Со Планинарскиот дом од 1963 година управува Планинарското друштво Бистра Скопје. Цената на становите во Скопје е можно да се намали за некој процент, но становите во центар нема да поевтинат. Во иднина само квалитетот ќе определува цената на пазарот, а не локацијата како што е случајот сега. Становите во општина Центар нема да поевтинат, но во останатите општини е можно намалување на цените за некој процент, оцени денеска Андреа Серафимовски, председател на Сдруженијето на градежништво, индустрија на градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Македонија. Во услови на намален обем на трансакции со недвижностите, како и зголемена понуда на станови, во иднина само квалитетот ќе определува цената на пазарот, истакна Серафимовски и апелираше до сите потенцијални купувачи да обрнат посебно внимание при купување стан во наредниот период. Досега побарувачката беше многу голема и се продаваа становите врз база на локацијата, а во следниот период само купувачите ќе диктираат цената на станот. Според Серафимовски, квалитетен стан секаде ќе биде скап. Ако станот, на пример, во Карпош е квалитетен, тој ќе си има цена. Поентата е зградите кои се помалку квалитетни, а сака да ја одржат цената по која се продава во општината, дека нема да го издржат тој тренд, укажа Серафимовски. Тој најави дека Сдруженијето ќе одржува обуки кои ќе им помогнат на граѓаните да ја проценат вредноста преку квалитетот на материјалот, за што треба да побараат сертификат од изведувачот, број на паркинг места, зелена површина. Според одобренијата за градење во првите 4 месеци од годинава е предвидена изградба на 2150 станови, што е намалување за 29,64% во однос на истиот период лани, кога биле предвидени 3056 станови. Иако во намален обем, како што укажуваат од комората, изградбата на стамбени објекти и покрај големиот број непродадени станови продолжува. 26 стамбени згради во општина Центар во наредните 2 години ќе добијат нови енергетско ефикасни фасади, чии трошоци во висина од 70% од вкупната вредност ќе бидат покриени од страна на општина Центар. Исто така и трошоците за семејства во социјален ризик ќе бидат покриени од страна на општината. Со цел да се обезбеди поквалитетен живот на граѓаните на Центар, општината започнува со проект за обновени енергетско ефикасни фасади.
Новите фасади ќе го задржат автентичниот изглед на зградите и боите за кои последниот збор ќе го имаат жителите. По реконструкцијата, заштедите на сметките за топлинска енергија ќе бидат намалени за 1/3. На огласот кој го објави Општина Центар беа поднесени вкупно 65 пријави, а комисијата донесе одлука во првата фаза да влезат 26 стамбени објекти врз основа на исполнети услови и критериуми. За стамбените згради кои се одбрани во првата фаза од јавниот повик, во следниот период ќе се изготвува проектна документација и во зависност од целокупната прибавена документација ќе се отпочне со реконструкција на фасадите по тој редослед. Овие згради се планира да се реконструираат во период од 2 години. Проектот ќе биде поддржан со финансиски средства од буџетот на Општина Центар во висина од 70% од вкупниот износ од вредноста на енергетски ефикасната фасада. Ако во семејството кое живее во колективна стамбена зграда која е избрана за реконструкција на фасада има социјален случај или лице со посебни потреби, врз основа на документ со кој ќе се докаже тоа, Општина Центар ќе го финансира неговиот дел при финансирање за реконструкција. Предуслов за отпочнување на реконструкција на фасада е да бидат уплатени средства во висина од 30% од вкупниот износ од вредноста на енергетски ефикасната фасада на жиросметка на Општина Центар. Голем интерес покажаа македонците за субвенционираниот годишен одмор кој Министерството за економија им го доделува на работниците со ниски примања. Доделени се вкупно 1300 ваучери, а кон крајот на август планирано е распишување на уште еден оглас за бесплатен одмор. Граѓаните со ниски примања ќе добијат ваучер за бесплатен одмор од државата. Станува збор за програмата за субвенционирање на граѓани чии месечни приходи не надминуваат 22.000 денари. Според очекуваното, интерес за бесплатниот годишен одмор покажале голем дел од македонските граѓани. Од 2 април, од кога почна аплицирањето, до 31 мај, односно до крајот на огласот, се пријавиле 1900 граѓани, од кои 1300 ги исполниле условите и добиле ваучер за субвенциониран годишен одмор. Бесплатниот одмор граѓаните ќе имаат можност да го користат надвор од туристичката сезона, а ќе престојуваат во еден од пријавените 30 на хотели од Македонија по нивен избор. Ваучерот во вредност од 15.000 денари, граѓаните сами ќе изберат дали ќе го потрошат во поскап хотел во време траење од 2 до 3 дена или во поевтин хотел за подолг временски период. Пред да се објави повикот, за да имат право работниците со ниски приходи, значи под 22.000 денари да аплицираат, ние како Министерство за економија сме направиле меморандум за разбирање со 30 на хотели во Република Македонија, кои покажале интерес за да ги примат работниците со ниски приходи и да ги примат ваучерите што се доделуваат од страна на Министерство за економија. Сите тие хотели се објавени во веб страната на Министерство за економија и ние како Министерство сме подпишале со тие меморандум за разбирање за тие да го имат истиот сервис како и што имат и за други посетители на нивните угостителски објекти. Од предвидените 30 милиони денари, до сега се потрошени 20 милиони, што дава можност кон крајот на август да биде распишан уште еден оглас. Ваучерот за одмор може да го користат семејства во секаква роднинска врска и самци. Покрај овозможувањето на годишен одмор на лицата со ниски примања, целта на Министерството за економија е и да им помогне на домашните хотели да го зголемат обемот на работа. Имаме зголемување на странски туристи со полни 23%, споредено со јануари-април 2017, и имаме зголемување на домашни туристи со 10,8%, споредено со истиот период од 2017. Истовремено, имаме зголемување и на ноќевањето во Република Македонија, што покажува дека се враќа довербата во институциите, а истовремено со транспарентно објавување на сите тие што користат субвенција од страна на државата, што можете да ги видите и во веб страната на Министерството за економија, ние покажуваме дека ние сме потполно посветени за да го зголемеме домашниот туризам, но истовремено и да им помогнеме на угостителските објекти во Република Македонија да имат работа, значи да го зголемат нивниот обем на работа и вон туристичката сезона. Од утре граѓаните на Карпош ќе го добијат новиот ребрендиран општински магазин Карпош Ин. Овој магазин ќе излегува еднаш месечно и на граѓаните ќе им овозможува повеќе простор да говорат за својата општина.
Општина Карпош денеска го издаде новиот број од своето општинско гласило Карпошин. Новиот ребрендиран магазин ќе излегува еднаш месечно во тираж од 20.000 примероци, со информативна и забавно едукативна содржина на 44 страници, печатени на 100% рециклирана хартија. Магазинот ќе биде дистрибуиран до граѓаните на општина Карпош веќе од утре преку канцелариите на урбаните заедници. Покрај визуелниот изглед направени се целосни промени и во содржинскиот концепт на магазинот, во кој се овозможува повеќе простор за граѓаните на Карпош да говорат за својата општина. Од ноќеска на полноќ бензините поевтинуваат за 1 денар за литар, а цената на дизелот останува непроменета, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на дизел горивото останува непроменета, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер 95 изнесува 71 денар за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 73 денари, а Евродизел за 63,5 денари за литар. За 0,5 денари поевтинува екстра лесното масло за домаќинство и ќе чини 52 денари. Малопродажната цена на мазотот се намалува за 0,09 денари и 1 килограм ќе се продава за 33,695 денари за килограм. Според Управата за хидрометеоролошки работи, од утре до среда нашето подрачје ќе биде под циклонско влијание и ќе услови претежно облачно и посвежо време. На повеќе места со пообилни врнежи од дожд, особено во западните и јужните делови на земјава, каде локално ќе наврнат над 50 литри на метар квадратен. До среда ќе остане посвежо преку денот, а потоа температурите ќе бидат во пораст. Во Скопје пак утре ќе биде умерено облачно со локален дожд и температура до 20 степен. В среда повторно температурата ќе биде околу 20 степен, а в четврток и петок 25 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.